Така, минути за третиот разговор со мене во студиото и велам добре дојде на доктор Даниела Михајловска, специјалист ортодонт и најуспешна жена менаџер за 2025 година. Добар ден, добре дојдовте. Добар ден, ви благодарам за поканата. Огромна чест и задоволство е да присуствувам тука. Честитки пред се за наградата, верувам дека навистина значи и емотив повеќе нели во вашата работа, нешто зашто еве низ разговорот ќе им објасним и на нашите гледачи, меѓутоа сепак една убава престижна награда што дава и своевидна одговорност, но и мотив повеќе кога се работи за професионална надоградба. Така, значи како награда не издигнува, но сепак да се препознае како жена менаџер, посебно да се менаџира во естетиката и во стоматологијата е комплексен процес и за мене представува огромна чест. Голема благодарност и на самата агенција која што ги следи преку целата година сите тие трудови на поголем број на лауреатки. Така да големо браво и задоволство ми е што сум дел од тој тим. Оваа награда сама по себе значи многу како престиж, нели нешто што представува мотив повеќе во вашата работа, меѓутоа она што генерално е можеби оди во трендот чекор напред е стоматологијата и денталната медицина. Нешто што не е само општа стоматологија, нели нега на пациентите за спречување на одредени заболувања, туку еден современ чекор напред во практично и во естетиката, да се направи еден спој нели на убавото и на корисното. Па да, сега се рушат више старите теми, табу теми што ги викаме. Порано стоматологијата беше болна, беше страв, се знаеше само вадење на заби и пломбирање на заби. Денеска тоа е еден широк комплекс, каде што ми употребуваме многу дигитална софтверска технологија, користиме ласери, користиме многу модерни материјали и со тоа правиме на заедничка целина за да направиме безболен третман, сигурен третман и нормално да имаме убави естетски моменти. Колку е значајно да се следат сите овие параметри, имајќи во предвид дека од ден во ден нели брзиот развој на технологијата, како што рековте, носи и нови методи, значи нови начини за кои што треба нели постојано да сте во да ги следите, да ги надградувате и така натаму. Што представувајте таа современа стоматологија и колку еве развој на овие современи технологии што ги споменавте претходно може да се стигне до ајде ќе ја споменеме таа совршена насмевка, совршени заби, нешто кон што стремат барем припадничките на понежниот пол, ќе проговориме и за останати. Така е, значи ние сите се едуцираме и бараме светски трендови, значи ги носиме од сите најнови саеми, најновите материјали и техники. Таа компјутеризирана стоматологија денеска ни улеснува за побрз начин да се објасни на пациентот како би изгледала неговата насмевка. Некаде 15-20 минути ни требаат пред и после, да имаме една сигурност пред да се изработи протетскиот дел, например. Може да му се даде точната форма, боја, со тоа што дава една голема сигурност, каде што пациентот... Овде само ќе ми дозволите, ова се инсерти од доделувањето на наградата. Да. Таа е секако спој на сето ова што и претходно го говориме на посветеноста на работата, на вниманието кое што нели го одвојувате во својата професионална надоградба. Уште еднаш честитки еве за вашата награда. Благодарам. Значи технологијата е таа што нас ни помага во поголемо усовршување. Пациентот треба да биде задоволен и сепак на крај он треба да излезе од нашата ординација со задоволна насмевка и нормално да изгледа убаво, природно, не вештачки. Велат дека убавата насмевка ја зголемува самодовербата и радоста, сигурно и кај пациентите, а го намалува стресот. Колку стоматолошко-естетските методи влијаат на создавање на таа убава насмевка, еве, ако може да ја наречеме? Може да кажам дека има голем удел, затоа што ако нема убава насмевка, пациентот се страми, се крие, нема голема самодоверба,
Така да, кога веќе ќе направи новата конструкција и ако изгледа симетрично, изгледа природно неговото лице, и ако добие уште пофални зборови дека токму е тоа вистинското, нормално дека веќе од утре почнува да биде грижлив, да биде среќен, да разговара отворено, да не се крие. Таа е целта на таа модерна стоматологија. Кои еве третмани се користат, особено сега самата насмевка како целина, за да ја вратат онаа природна белина на забите? Рековте да се направи на дистинкција, да и биде и помеѓу естетиката и етичкиот момент, она што во самата една целина да дадете убав печаток. Вака, белењето може на неколку начин да го изведеме, но сепак треба да внимаваме да остане забот и забната структура нормално поздрава. Сепак користиме некои инвазивни гелови, но се користат ласери кои што во одредени неколку сеанси добиваме неколку тона на природни заби без да ги оштетиме. Сега ако нормално пациентот форсира повеќе и повеќе пати да го прави тоа, нормално навлегуваме веќе во малку друг дел. Но може да се направат и такви шинирани фолии каде што може да дадеме со помал процент да дома самиот пациент почне да си ги белее забите, што се покажа не толку професионално, затоа што пациентите секогаш викаат сакам уште и уште побели и ги носат подолг период. Другиот тип на белење на заби може да биде со она класично наше чистење ултразвучно и пескарење, односно airflow, со прав да се исчистат оние меки наслаги. Но сепак белите заби кои што тежнеат кон на холивудска насмевка, тоа се веќе винири, лушпици кои што се протетски дел, кои што се изработуваат по мерка точно на секој пациент и се во некој од микронски 2 до 3 милиметри и како фасада на нашата насмевка ги лепиме и онда добиваме она цврста белина која што не се менува. Се ова што е ласерски со гелови, во однос на текот на годините ми нормално се исхрануваме со пигментирана исхрана, се враќа. Значи, сепак тежнеме да имаме нешто потрајно. Сакав едно од моите прашања беше и за тоа колку храната директно влијае на самиот квалитет или на сјајот на забите, на бојата, пигментацијата и слично. Па по новите истражувања ние секогаш викаме на црвена храна пребојува, но сепак и зелената и се она што е и овош и зеленчук ни пребојува, но сепак со редовна хигиена нема да имаме такви задршки, но сепак се што е поагресивно, позачинето да речам, нормално добиваме пребојување на забот. Има влијание. Во дигиталната ера секоја фотографија е внимателно избрана, она што може да забележиме и дека се тежне да биде, нели, да имаме една убава фотографија, убава насмевка, она што го споменавме и претходно, но се појавува еден нов тренд за Инстаграм лице или што вклучува Инстаграм насмевка. Кои третмани се клучните за да се создаде една таква универзална убавина, ако може да ја наречеме, во кој што директно или големо влијание имаат и забите? Сега Инстаграм лицето сами си го наметнуваме, полако младата популација тоа ни го бара. Тоа тренд е? Тоа е тренд, но сепак со индивидуалноста не е исто. Значи Инстаграмот нуди copy-paste. Сакаат да личат на некого, сакаат да имаат анатомски крупни заби, речем превише бели заби, превише полни усти со филери, но сепак тоа треба да се сведе на минимум или да се објасни точно на секој пациент што му одговара. Ќе донесат слика и ќе кажат дека јас сакам да личам на таа и таа особа, но ќе видиш дека таа особа или е црна, или има темен тен, бел тен, не е така. Структурата на лицето, значи симетријата се запази и се понудува нови решенија со кои што нормално седиме и правиме план заедно, токму преку таа дигитализација и се прифаќа најдоброто и за ординацијата, за стручниот доктор и за пациентот. Но денеска е убаво да се направи симетрија. Треба да се направат складни заби, складен изглед на лицето, складен тип на кожа, затоа што не треба да имаме префорсираност на себе, затоа што резултатот е кога ќе помине некој ќе каже дека нешто си ми се сменил, ама не знам што е, тогаш сме добиле она вистинско решение, вистински резултат. Младите не се свесни уште дека кога се стружат забите, дел се губи од забната субстанца и треба да знаат дека е тоа одговорно, сепак и е малку болен процес, не е така само лепиме нешто, вадиме нешто. Но сепак
таа Инстаграм слика што ја гледаат и што сакаат да изгледаат убаво, да се поистоветуваат со некои ликови, ги тера да го направат. Но сепак имаме методи каде што не се оштетуваат зъбите, значи се земаат отпечатоци на веќе нашите зъби не се струже дел, ако има доволен простор, тогаш она е сепак за помлада популација дозволива. Која е старосната граница? Еве, кога говориме помладите, нели секако сакаат да бидат во тренд, во тек со новите модерни текови на денешницата, брзиот развој на технологијата, секако тоа им го дозволува, меѓутоа генерално за која старосна граница може да говориме и на која е најниската возраст кога би можеле да почнат со интервенции, естетски интервенции? Затоа што протетиката веќе ни треба 18 години, а за естетската интервенција пред се западната статистика е некаде 25 години. За нас може да кажеме дека тоа млада возраст, но таа е она најбитниот период каде што се прави превенција. Тоа не се третмани многу инвазивни, значи третмани во типот на да се користат витамини за да се одржи тонусот, да се одржи свежината на кожата, да се спречи старењето, значи да се спречи исушувањето, да речеме, на кожата. Тоа се витамински коктели, тоа се она плазма третмани кои што се сопствени на нашето тело, ништо да не се внесе дополнително, да речем, повештачки, така народот го кажува. Но зависи и кој зашто им е потребен третман. Некој, например, и на 30 години може да ги користи овие третмани, но имаме пациенти кои што и на 30 години имаат пооштетена кожа, па мора да се оди со поголем волумен, поголемо контунирање, поголемо затегнување, некој има проблем со мимиката, па така да ботоксот тука нема граници, но сепак се одложува после 30 години да се аплицира. На што конкретно еве најмногу бараат пациентите како услуга? Па најинстант е на ботокс третман, затоа што ботоксот работи на мимика на мускулатурата и он 7 до 10 дена некаде е неговото дејство и после тоа имаме убав младешки затегнат изглед, а нашата популација не сака да чека многу да се разградува, така да тоа е најбрз и најинтензивен метод за работа во нашите ординации. Но филерите се оние кои што прават хранење, права освежување, значи имаме филери кои што се биостимулатори, каде што имаат витамински коктели, олиголементи, пептиди, каде што не недуат, туку само не хранат и ни прават едно свежо лице, едно затегнато лице, каде што ми доминираме со сјајност, а не со волумен и префорсираност. На колку време овие третмани треба да се повторуваат или да се подновуваат во зависност од тоа кој третман го имаат избрано пациенти? Па најчесто ботоксот е 6 до 8 месеци или пак некаде 2 пати во годината. Витаминските исто третмани се 2 пати годишно, а филерите во зависност од која густина ќе се работат, тие се од година до 2 години. Се создава ли треба ли да има континуитет пациентот за постојано да ги става, да ги користи, да ги надградува овие третмани или може полека да се стиснуваат или да се наметнуваат некои други посовремени технологии? Па секој се почнува со помалку интензивните и нормално ако се прави некоја си, да речеме, мала шема во годината, многу е полесно за пациентот, пред се нема да дојде до префорсирање, и од друга страна финансиски ќе биде складно. Ако се чека да се сето тоа потроши, после обновата е нормално со поголема количина на филери, зависи за кој тонус некаде користиме. Јас работам доста и лифтинг со аптос конци, кои што исто се нехирушки третмани, каде што добиваме затегнување на кожа. Сега и таму има повеќе видови на конци, за кој тип на дело лицето би го затегнувале и временски се некаде 2 до 3 години, тие траат најдолго. Во однос на тоа, верувам дека припадничките на понежниот пол повеќе имаат интерес нели за овие модерни и современи технологии во делот нели на ортодонцијата и во делот на заштита и негување нели на зъбите, но секако и на кожата и на лицето. Колку мажите бараат вакви третмани за разубавување и слично? Вака, традиционално беше точно женски третмани, но во светот и модерниот живот, мажите се сега веќе подоминантни. Токму на нашите обуки кога одиме надвор од нашата држава, машката популација користи доста ботокс, значи во однос на мимиката, користи филери, но не да биде нагласено сето тоа.
тајно, скриено, да имаат свеж изглед. Не е ни табу тема да некој маж кој направи корекција на уста, не во однос на голем волумен, туку има пациенти кои што има како скратена уста, значи е повлечена, може да се направи само раб контура, каде што му дава една добра симетрија и никој нема да примети дека има направено уста. Тоа се сепак и јас како во ортодонцијата викам аномалии кои што може да се решат. Не е сето тоа табу тема дека зашто мажите сега користат тоа. Сепак и машката популација има потреба за да пополни нозолабијални брчки, да истакне јагодица, например, да истакне оној зигоматичен дел джолајнот за нормално поинтензивен изглед. Докторка, оно што сакам да ве прашам е како знам дека присуствувате на голем број на саеми, на симпозиуми кои што дополнително треба да го надоградат и вашето знаење и овие модерни текови на естетската технологија да се запазат, меѓутоа генерално како ние како земја стоиме еве со овие искуства? Па реално сме многу пониско ниво во однос на другите држави. Кај на стандардот секогаш е проблем, ние одиме, се едуцираме и вложуваме, но кога ќе се вратиме тука, за нашата популација малку се поскапи тие третмани, но сепак наоѓаме некое решение и ги применуваме. Многу техники се сложени за нас да се направат тука, во странство, во некои ординации тоа се едноставни. Кај нас малку во периодот сега на доедукација се едуцираат доста млади доктори, но сепак треба малку поголемо искуство за да го работат тоа. Пациентите сакаат, битно е да сакаат, ние сме тука да пружиме се што имаме. Одиме надвор, носиме нови трендови, носиме нови техники на работа и задоволство ни е заедно да ги споделиме. Рековте на самиот почеток, како порано кај стоматолог, кога се одеше, се поистоветуваше со вадење на зап или некоја болна процедура нели за лечење на зап. Сега веќе техниката оди со брз чекор напред и навистина треба да се гради една, да кажам, стоматолошка или култура генерално кај нашите граѓани да си ја сакаат и да си ја негуваат својата насмевка, да внимаваат нели во какво е нивното орално здравје. Генерално една порака до нив, особено за оние кои што се поплашливи и кои што навистина два пати размислуваат пред да дојдат на стоматолог. Значи, оралното здравје е повеќе од бели убави заби. Значи, тоа е одлика на нашето цело тело. Треба да се грижиме за нашите заби. Они ни враќаат, значи, ако ми е добро се ги служиме и они ќе не служат. Треба да правиме превенција, треба да одиме редовно на контроли, треба да коригираме мал кариес, а не длабок кариес. Сето тоа е наша грижа, на ние доктори стоматолози кои што треба да ги доцираме, треба да им објаснуваме. Кај нас многу е тешко да се каже дека еднаш годишно треба да исчистат забен камен. Пола од популацијата ни кажува дека ми имаме чисти заби, нели немаме потреба, или че стават порцелански навлаки, не се свесни дека треба да се исчисти забниот камен под гингивата. Но сепак пораката е да бидат редовни, значи барем 2 пати во годината да посетат стоматолог и на тие редовни контроли нема страв, нема нешто да се случи поинаку отколку да имаме една убава насмевка, бела и здрава. Така, која што ќе им ја зголеми самодовербата и радоста. Ви благодарам многу за гостувањето, уште еднаш честитки за наградата и верувам дека им дадовме корисни совети на граѓаните како треба нели да се однесуваат во однос на нивното здравје и секогаш сме тука со Совет Плюс за се она што ги интересира за надградување на здравјето, а секако и консултација со вас лекарите. Така е. Значи, јас како, да речем, доктор и ете во естетиката како уметник, можам да кажам дека здравјето е убавина која што е безвременска, треба да се грижиме и треба на време да посетуваме доктори од својата сфера. Ви благодарам многу за гостувањето. Почитувани, ви благодарам што бевте заедно со нас. Секако останете на нашата програма, за кратко следуваат плодневните вести. Од мене пријатно.